Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во ново издание на За или Против. Вечера со мене Костадин Делимитов и со моите вечерашни гости, господинот Трајан Ангеловски, председател на Сојузот на стопански комори. Добро вечер. Добро вечер. И господинот Ангел Димитров, председател на Организацијата на работодавачи. Председател на собранието. На собранието на, се извинувам, ви благодарам на двајцата што прифативте поканата да бидете дел од вечерашната дебата на тема економија, економските состојби во Македонија, предизвиците и така натаму кои ги тиштат граѓаните и вас, стопанствениците. На почеток за она што е најактуелно од вчера, ајде да кажеме, вестат дека законот за даноците кој што е во собранието, кој што во себе содржи повеќе одредби кои што ги засегаат бизнисите, меѓу нив е и она одредба за оданочување, односно влегување во прагот на оданочување на малите компании. Одредбата предвидуваше тие да влезат со приход кој што се до 3 милиони денари, односно до 50.000 евра и да изберат да има две опции за оданочување, но вчера слушнавме дека еве имало амандман кој што предвидувал овие компании да се изземат од оваа обврска, но работата не е завршена. Допрва ќе треба да се истурка во парламентот, бидејќи гледаме таму дека работите се малку закочени, се расправа за новото владино мнозинство, новите министри, така да бизнисот ќе треба да почека. Првото прашање е колку ова ќе му олесни за вас, господин Ангеловски, колку ќе му олесни ова на бизнисот, се разбира дека ќе му олесни, но колку со оглед на тоа дека работите се уште висат околу ова решение? Па и до нас допреа овие информации кои вие ги презентирате, дека постојат и други размислувања, освен онаа која првично беше најавена од Министерството за финансии. И ние имавме и соопштение на таа тема дека ние го поддржуваме она старо решение и сметаме дека тие износи не се толку круцијални за државата и не би требало да се врши во оваа ситуација промена во тој дел. А ние генерално со сите овие даночни промени на некој начин и размислуваме во сосема друг правец. Веќе има релевантни студии од повеќе аналитички куќи во однос на сивата и она нерегистрирана економија. Так. Тие бројки се движат од минимални 700-801 милиарда до евентуални 2, 2,5, можда и 3 милиарди. Ние сметаме првенствено дека државата со своите механизми треба да се фокусира да тој дел од таа нерегистрирана економија да го смали на најмало можно ниво и дека сите овие даночни промени може да дадат евентуално и други реперкусии и многу погрешен сигнал. Веќе спомнавте даночни промени кај најмалите микропредпријатија кои се со толку ниски вредности на промет и така натаму, кои едва се борат да преживеат во своето постоење, или ова со екстра приходот, тоа беше воведено во одредени европски земји се со цел да на некој начин на оние енергетски компании кои создадоа екстра профит од оваа енергетска криза, нив да им се одземе дел од добивката. Кај нас и да има такви, тие треба да бидат многу малку, неколку, и ова е генерално офаќање на еден многу широк диапазон, дури за македонската економија, 10 милиони евра, може многу компании кои само оваа година покажале позитивен резултат, па вие одите и може да собирате тој екстра приход. И тука има еден проблематичен елемент што се тврди од страна на одредени функционери од Министерството за финансии. Вика, ова ќе важи само сега и не повеќе. Меѓутоа, знаете што? Тоа се само вербални изјави. Утре може да дојде некој друг функционер од некоја друга партија и да рече мојот колега во 2023 година го направи овој чекор, јас си давам за право дека можам истиот чекор да го повлечам. Мислам дека воведувањето на вакви даноци ад хок, сега, веднаш и така натаму, создава една многу непредвидлива клима и ние сметаме дека не е тоа вистинскиот начин. На истата тема. Да, би го нашол делот за даноците на кратко, посебно во делот за екстра профитов сега. Колку е вака реално или да кажеме
ајде фер оданочување да падне врз грбот на оние кои што нешто направиле. Не сите веројатно го направиле онака како што се очекува со пазарни услови, меѓутоа веројатно има и таму компании кои што нешто направиле, инвестирале, иновирале. Така е. Прво за ова и јас слушав од медиумите дека група пратеници од владеечката партија имаат амандман кај што се ќе врати вкупниот износ до кој границата во кој малите фирми ќе плаќаат данок на вкупен приход, а не данок на добивка. И мислам, се слагам со трајан, тоа не се големи пари за држава. Дури и уште поголеми ослободувања треба да имаат тие компании, затоа што кога правиме, особено измена во даночни прописи, секогаш треба да се мисли на најмалите. Тие се најранливи и оние новите фирми кои се во првите 3 години од обстанокот, кој најголеми дел од нив пропаѓаат. Што се однесува до данокот на солидарност или данокот на екстра профит, точно е дека го има тоа и надвор устранство, но јас сум поборник за тоа дека кога ќе донесуваме закони или разни, како што беше за време на ковид уредби, со кои нешто стимулираме или одоночуваме, мораме да бидеме многу попрецизни. Значи, нашите закони во однос на, речеме, нашиот закон за личен доход во однос на закон за персонален данок во Германија, огромна разлика. Значи, таму имате данокот ви зависи од тоа дали имате деца во градинка, дали инвестирате, сте купувале стан, дали. Кај нас е тоа 10% на целите приходи што ги имате од плати, од било што. Сака да кажете да се менува даночната политика, да се оди на некој прогресивно даночување? Мора и зборувајќи за овој закон за данок или на екстра профит или на солидарност, дека треба да биде попрецизен, поразработен, затоа што многу е битно, овака што е он напиша, не се знае од каде се зголемените приходи. Не се тоа сите екстра профитери. Значи, ако туку се едноставно прави споредба на трите последни години, дали имате зголемување повеќе 20% и се офатени компаниите што имаат над 10 милиони евра вкупен приход, помалите не се офатени и тоа е пак за мене штуро. Затоа што јас можеби сум го зголемил приход, ама сум инвестирал во современа опрема, машини, сум вработил луѓе и сум добил поголем профит. Ја не сум екстра профитер. Ама оној што го намалил производство, ги намалил луѓето, а добил дупло поголеми приходи, значи ги добил на база на конкуренцијата или на условите на стопанисување ги искористил. Значи, затоа законите треба да бидат многу попрецизни. Инаку во однос на тоа дали плаќаме ние големи или мали даноци, ќе кажам дека нашите стапки не се големи, особено со рамниот данок, и немаме прогресивен данок, но ние најмногу пак ги опорезуваме работниците. Чи работникот на својата плаќа 60% персонален данок и давачки. Кога ќе отиде во продавница плати уште 18% ДДВ на она што ќе го купи. И тоа се огромни пари. За разлика од нив, оној што живее од капитал и од имот, плаќа минимални даноци. Данок на имот знаете колку е мал, 0,1, 0,3. Данок на промен на недвижност исто е 3-4%. Значи, оние што живеат од капитал и од имот, плаќаат многу помали даноци него оние што живеат од труд. И тоа треба да го смениме. И сум поборник на тоа дека не треба се плашиме од прогресивните даноци, но не како што прв пат беше воведено. Не може да биде 1000 евра граница за повисока стапка. 1000 евра не се големи пари. Така ли? Не може да го рачунаме инженерот кој работи, IT инженерот во компанија дека треба да плаќа зголемени даноци. Туку оние што зимаат 5, 10, 15, 20, 30 евра, имаме и такви во Македонија. Тоа се за прогресивно оданочување или да останеме на рамен дамок, зашто имаме сведоци сме на дебата, одамна се води. Не би навлегол во ваква дискусија дали сум за прогресивно оданочување или сум за рамниот данок, туку би гледал малку надворот од кутијата на некој начин. Знаете колку јавни предпријатија имаме кои секоја година создаваат загуби? Знаете колку нефункционални... Веројатно сите. Ако не сите, ама најголем компании како железница и тие да. Скоро сите, до лани беше, ако не се лажам, само ЕСМ имаше добивка, мислам дека последниве година-две и таа е загубар, значи ќе излезете дека сте во право, скоро сите. Значи, ние пред се сметаме дека тие компании мора да се санираат и дека тоа првенствено мора да биде главна домашна задача на сите државни функционери, затоа што нема логика да се плаќа од една страна данок, а тој данок да се користи за покривање на одредени дубиози. Едноставно не ја гледаме логиката во тоа. Значи, доколку тие компании работат со одредени загуби, треба да се реструктурираат, еден дел од нив да се продадат, приватизираат, и сето она што значи слободна економија
за која ние според уставното уредување сме се определиле. Така да, каков и да е данокот, имајте на ум дека е ова нашава економија во моментов најслабата економија во Европа. Дали е висок, дали е низок, е друга тема за даночни експерти. Јас сум по образование техничко лице, магистар по технички науки, машински инженер. Значи, знам една работа, дека овде, каков и да е данокот, македонските компании навистина имаат тешка задача да обстојат во оваа земја и многу често ни се случува иселување на луѓето и платата и оние финансиски заработки не се на првото место главен мотив за иселување. Главен мотив за иселување се гледате здравствениот систем, образовниот систем и ред други општествени структурни услуги, работи кои му се потребни на секој човек за нормално функционирање. Гледаме како функционираат институциите денови, веќе зборуваме малку подоцна за тоа, очигледно дека има сериозен проблем. Ајде да зборуваме малку за цените што ги имаме во маркетите на пазарот. Се донесоа конкретни мерки, беа јасни, но ете, за разлика од даноците, тие беа конкретни мерки, меѓутоа не даваат ефекти. И сега сме сведоци на барања, наместо значи да има поевтинување, слушаме дел од индустријата дека дури бара сега дополнителни субвенции како производителиве на леп, на бели пецива, дополнителни субвенции за платите да добиваат. Ја промашивме ли толку ова политика на мерки во криза, бидејќи фирмите добива и струја ефтина, до април ќе трае таа, сега бараат да остане мерката за струја, но и да се субвенционираат платите. Од кај ќе најдеме пари за сето тоа? Има ли, гледате ли простор за такво нешто? Па, еве, да си дадам за право, учествува во еден дел од тие разговори, преговори на некој начин и со владата. Мислам дека оној удар кој се случи летово, знам повеќе компании членки на нашата комора, навистина претрпеа огромни штети кои беа на слободниот пазар со плаќањето на електрична енергија од 500 или 800 евра. Мислам, компанија, еве, еден ваков пример да ви кажам, која плаќала редовно електрична енергија на ниво на некои си 250.000 денари. Во јули месец доби сметка 30.000 евра, а во август месец доби сметка 50.000 евра. Значи, таквите сметки така негативно влијаја да ова што се доби како одредена бенефицирана електрична енергија која почна да важи од 1 декември, на некој начин ги ублажи огромните штети кои настанаа. Електричната енергија е воведена за прехранбените производи на 1 декември, треба да важи, ако не се лажам, до април. До април, да. Значи имаме уште од прилика месец дена и таа завршува. Тамо имаше на некој начин взаемно ветување, формална обврска, мислам дека не имаат. Меѓутоа, најголемиот дел од сите тие правни субјекти, мислам дека си ги испочитува обврските. Јас знам од нашиве членки, имаше од пекарската индустрија, цената на лебот на основниот леб, значи не на сите производи, збориме за основниот леб според онаа спецификација и така натаму, ги коригира цените. Меѓутоа, бидете свесни, дали е пекарска индустрија, дали е млечна индустрија, таму има повеќе компоненти. Значи, една од компонентите е електричната енергија, работната сила, суровините кои се доминантно увозни и така натаму. И мораме да бидеме свесни. Ние во овој момент уживаме во едни од најниските цени во Европа. Не можеме во следниот временски период да очекуваме дека цените ќе се вратат како пред 5 години. Треба ли да остане со струјата? Јас во однос на таквите интервенционистички политики на пазарот имам еден став, а тоа е дека тоа може да биде многу краткорочно, додека кога има големи дискурзии на пазарот, значи голем раче кој понуди и поверуваш како што се случи сега со енергетската криза и растот на цените на храната. Тоа не може да трае вечно. Значи, во моментот кога на пазарот ќе имаме доволно од било кој производ, кога ево денови се намалува цената на струјата, мислам уште ќе се намалува сега летото кога ќе почнат да произведуваат соларите, бидејќи сега некаде околу 200, овие денови 150-140 евра е, тоа веќе е многу помалку него она што кажа Трајан мај јуни кога отиде над 500 евра. А треба влада да размислува да ги тргне сите интервенции. Затоа што
знаете, и компаниите се профитабилни институции и тие Како граѓаните ќе ги заштитиме ако ги трнат сите мерки, ако нема Па ги контрола, ако заштитуваме, нема... сега ќе се каче минималната плата од 18 на 21.000. Ние сакале не ќе се ближиме кон Европа, ние ќе го доживеме процесот на раст на цените и раст на платите. Иначе како ќе влеземе во Европа ние со толку мали плати и со толку ниски цени? Значи тоа ќе се случи. Сега кој ќе изгуби, кој ќе добие во тој раст е факт. Но зборот ми беше друг, дека владата не може вечно да интервенира на пазарот. Секоја поголема интервенција ќе значи дека или ќе се намали број на работници во тој сектор или ќе фалат одредени производи. Ако на крајот на краишта да пазарот е толку немилосрден, за ако кај нас да речеме одредени производи нема со увозот, бидејќи имаме слободна економија, слободен увоз, со увозот од странство ние ќе овој нашиот производител или ќе успее да ги намали трошоците и да успее со таа цена или ќе пропадне. Значи не може вечно да бараме владата да се меша во формирање на цените, па макар и на прехранбени производи. Во почеток беше тоа битно и беше да се заштити стандардот многу важно, но не може тоа вечно да трае. Сега сме сведоци на некои да би рекол апсурдни изјави. Министерот за економија го слушнав минатата недела кој што вели дека за тие ако не ги намалат компаниите цените нема да има ефтина струја. Денеска слушаме организација на потрошувачи велат да им се земат парите да ги вратат назад во буџетот од тие компании за да се поделат на граѓаните. Нема такви законски основи. Ова граѓаните што го кажуваат, тоа дури у социјализмот не беше возможно, камоли сега во едно пазарно стопанство не постои законски основи. Може да се тргнат од овој субвенционираниот пазар, регулираниот пазар и да одедат на либералниот, ама јас мислам дека следните месеци како што иде цените на либералниот пазар ќе се изедначат со регулираниот пазар. Не се они на регулираниот, они се на бенефициран 80 евра е таа електрична па добро, енергија на регулираниот. Таа е цена субвенционирана од државата. 170, меѓутоа тоа завршува, убаво објасни ти дека сето тоа од времен карактер по филозофијата на функционирањето на слободната пазарна економија, државата не сме неограничено некого да субвенционира. Државата само смее да ги балансира евентуалните пикови, нагли растови, нагло снемување на одреден производ и нарушување на пазарните законитости или на пазарот во тој момент. Значи, треба да се остават економските оператори сами помеѓу себе да си конкурираат, кој има подобра технологија, кој има подобри вештини и така натаму, тој да владее со пазарот. Мислам дека се ова изјави веројатно кои се употребуваат со политичка конотација, сакајки да се евентуално покрие моментумот на растот на влијанието или дискусијата во општеството во однос на цените и тоа ќе заврши. Факт е дека струјата многу голем проблем создава и притиска и некако кај нас почна да се заговара со веќе подолг период производство на струја од обновливи извори на енергија, конкретно фотоволтаици. Државата форсираше да се инвестира во вакви капацитети, но сега од неодамна пред неколку дена слушаме малку вака се делува апсурдно, излегува владини министри и поранешен министер во влада или вице-премиер кој што е дел од овој бизнис, кој што буквално испрати апел да се внимава колку се произведува се од фотоволтаици, бидејќи може да имаме проблем со вишоци на кои што нема што да им правиме и доаѓаме до тоа дека работава ја фативме од обратно. Мрежата изгледа не ни чини, а инвестираме во нешто што треба да се движи по таа мрежа. Како гледате на ова сега? Ја вака би го дефинирал. Мислам дека Македонија во однос на обновливите извори на енергија касни помеѓу 15 и 20 години. Значи пред 15 и 20 години... Ама касниме, ама пак од обратната страна ја фатиме, од бизнис страната, бизнис логиката. И сега гледаме таму многу и политичари имаат таму бизнис. Овие изјави кои ги цитиравте, например, ние како ги анализираме и како ги гледаме, мислам дека некој се обидува да своето влијание во јавноста го употреби во свој цели, во својот бизнис и така натаму, да на некој начин обесхрабри инвестиции во обновливите извори. Ајде вака да ви кажам 2-3 податока. Македонија до овој момент во однос на соларната енергија и на обновливите извори, ако ги тргнеме на страна браните кои се изградени за време на социјализмот, Тиквеш, Шпилје, Глобочица и сите овие останати, значи на ниво негде беше испод 1, сега ако е дојде на околу 1%. Изминатата година
според регулаторната комисија за енергетика, вкупно за обновливи, значи ветер, солар и така натаму, негде околу 140 мегавати, само соларни се негде околу 100-105. Во Македонија има две теории. Едната теорија, која известно време се пласира и преку одредени владени министри, меѓутоа крајно непоткрепена, е дека можда 800-900 мегавати би бил некој си лимит за балансирање на таа мрежа, затоа што, доколку знаете, Тоа подразбира дека токав е капацитетот на мрежата што не постои се уште релевантна студија според она што оние информации со кои ние поседуваме, мислам дека во овој момент се изработува. Според одредени други експерти, можда тоа ниво би било и негде над 1000 и нешто, можда 1500 и повеќе. Знаете што? Значи, ако одиме според ова колку минатава година е изработено, а разговараме за вредност од 800-900 мегавати, тоа значи 8-9 години не имаме интензивно работење на тема фотоволтаици, додека би го достигнале тој лимит. Минатата година нашава држава има само за увоз на енергенти потрошено 1.200.000.000. Па проценете дека ако ние секоја година одиме со таков агресивен увоз, мислам дека ние сами себе ќе си ја банкротираме државата. Сонцето ни е еден од главните символи на знамето. Ако Македонија е по нешто позната, тоа е по сонцето и по производството на храна. И приметете која е главната тема и главната дискусија. Увезуваме храна најмногу. Тоа е. Значи ние имаме проблем со растот на цените, главно предизвикани една главна од компонентите енергентите и храната. Дајте луѓе да едноставно си ја сватиме домашната задача и што сакаме да постигнеме и да се фрлиме кон изработка. Обновливите извори, ако се исплатат во една Шведска, Финска, Холандија, Германија, во моментов Холандија е на ниво 30% обновливи извори од сонце, ветар и така. Димитров, вие слушнав дека имате Да, и имаме од 2019 направивме 300 киловати на покривот на нашата фабрика. Сега во овој момент вадиме документација за уште 200, исто на покривот, така да во летните денови целосно ќе ја покриеме потребата на двете фабрики. Како ви одеше ова? Проблем имавте? Вака, значи ние немавме голем проблем со дозволите, но нормално плативме комунали на покривот горе, кои беа 3 пати поскапи некои комунали што се плаќаат на државното земјиште кој државата го продаде за да се градат соларни панели во близина на нашата фабрика. И освен тоа, ја не гледам друго што викате вие, владата е форсирала соларните панели. Таа може би само ги поттикнувала да размислуваат бизнисмените. Таа, освен што направи една голема соларна централа во еден рудник, ако сака да го форсира тоа, мора да работи на мрежата. Значи, она што е далеководите во собственост на ЕСМ, значи Лесобасо на Македонија или МЕПСО за дистрибуцијата, и оние што се да врши притисок на Евана на пониските, каде што за помалите потрошувачи и граѓаните треба и Евана да вложи нешто во таа мрежа. Проблемот е што ние не можеме само од солари да живееме. Значи соларната енергија е ограничена, ја нема ноќеска, ја има многу помалка зимоска. Така да јас и летоска лани во летните месеци произведував скоро доволно за фабриката, но тоа беше само во одредени денови и нормално зимото тоа падна 3 пати повеќе, до 4 пати повеќе. Работата е што мора да направиме урамниловка, тоа е компензација со други извори на енергија. И затоа државата, бидејќи со јаглено бројани се годините до кога може рек Битола да работи, ние мора да инвестираме во нови хидроенергетски капацитети за да бидат компензација во моментот кога соларите нема да работат или ветерниците ќе нема ветер. Затоа што предноста на хидропотенцијалот е што може да го чувате. Значи кога ќе ви треба, тогаш ќе ја пуштите хидроелектраната, нема да ја пуштите кога ќе имате од солар и вишок. Инаку точно е што кажува Трајан. Ние зборуваме за 900 тамо мегавати, а тоа се само планови, луѓе кои размислуваат да инвестират и отише да праша дали може да гради. Но далеку сме од тие капацитети уште да ги изградиме. Луѓе, знаете, ќе купат нива и ќе отидат да прашат дали може да гради соларна, никаде не прашал порано каде е далеко водо, колку е далеко, има ли капацитет да ја прими таа струја што ќе ја произведе. Така да
Енергетика е многу сложена работа. Ние скоро никој не се интересираме за енергетика додека не видовме 500-600 евра цена на 1 киловат на берзата и тогаш вика ова е многу важна работа. Но досега во Македонија си седевме мирно и си чекавме некој да ни обезбеди струја. Сега Ќе се согласите, затоа гледаме дека има семејства на политичари од власта кои што се во тој бизнис и тие се знаат како треба па најверојатно мислат дека тоа е добар бизнис за еднината на Македонија, и тие сакаат да ги инвестираат своите пари во профитабилен бизнис. Па затоа и кажав дека се инвестира во тоа за мрежата, они ќе си имаат ексклузивитет за мрежата, а за другиве ќе чекаат. Ако има не, ако не ќе треба да си купат батерии. Би сакал да кажам која е предноста од енергетската криза, вика благодарение на енергетската криза, вика научивме да ги читаме сметките за струја. Така е. Порано не ги интересираше никој. На инсталирањето на соларнава енергија и во однос на мрежата. Знаете, многу често не имаме изјави од министри или владени функционери или државни функционери каде во описот и пописот на работните задачи му е да се грижат за таа дистрибутивна мрежа, за енергетските капацитети и така натаму, даваат изјави дека таа мрежа немала капацитет. Па господа, вие плата земате за да таа мрежа биде надоградувана евентуално. Направите си проекти, работна задача вие, надоградете ја мрежата. Имав пред некој ден едно јавување од една наша членка, искусен стопанственик со години, и вика, председателе, те молам, вика, во првиот јавен настав, вика, кажи го и следново. Викам, што? Вика, кажи му, вика, дека соларите, вика, не се наменети за тајкуните, вика, да инсталираат по 50 мегавати. Наменети се, вика, за мали и средни компании да ги смалат сметките за струја. Еве го примерот што го кажува Ангел. Да, како што вие кажувате, да. Значи, тоа не е, соларната техника не е универзален лек кој може да влијае на се. И сега имаме многу често луѓе кои даваат изјави, вика, знаете, не е секој ден исто сонце, тоа нема секој ден сонце. Па тоа го знаеме, од камено време е така, ништо не е променето. Ние сме знаели летно време да отидеме на одмор, па од 7 дена да ни врне. Значи, променливо е времето, сонцето е променлива категорија, меѓутоа, секое смалување, а многу често тоа знае, особено во Македонија да биде во оние летни месеци, дури, како што кажува и Ангел, и до 100% вие да намалите сметката. Па мала ли работа е тоа? Како не? Добро, зборуваме сега за реални теми кои што се проблем во економијата и предизвик кои што треба да ги решаваат институциите. Институциите ги водат политичари и тие се, значи, огледало на политиката која што спроведува секоја власт. Гледаме како функционираат институции во последниот период. Сведоци сме дека има киксови одредени во фондот за здравство, бомбиве во училиштава, во институциите. Денеска е, мислам, рекордна како бројка на дојава имаме, па до каде да завршиме до киксот на институциите кои што ја го гледам во делот на еврообврзницата. Колку едни вакви институции според вас се добри за една добра бизнес клима? Не, мислам нема збор дали се добри, мислам. Ова е дека се важни, се важни. Ништо не дали се функционира. добри е друго прашање. Видете, да. На што се должи, ајде ова според Да се вас? случат вакви настани, еве вие сте живееле извесен временски период како дописник во Сојузна Република Германија, мислам дека одговорните лица на тие институции во истиот момент треба да бидат на некое друго А не место гледаме одговорност од и да дадат објаснување зошто тоа се случило. Значи, дефинитивно мора нивото на одговорност да се подигне на повисоко ниво. Ние не можеме да функционираме на друг начин ако продолжиме со ова темпо. Ајде да дадам еден ваков коментар со еден странски дипломат во нашава земја и разговараме за евроинтеграциите и вика, сакате да одите, вика, во Европска унија? Да. Вика, сакате европски стандарди. Какви стандарди сакате? Шведски или од вашиве соседи кои се во Европска унија? Зашто во Европска унија има неколку стандарди. Вика, а кој ве спречува вас во меѓувреме, вика, да си работите, да си ја издигнете економијата, да вашава земја биде напредна, успешна и просперитетна, па можда во одреден временски период вас Европска унија и нема да ви биде не знам каков таргет. Внатре сами ќе си ја создадете Европската унија. Значи, дефинитивно ние мора да се фокусираме внатре, да си ја организираме државата, институциите да ни функционираат, дали е здравство, дали е образование и така натаму. Не може да функционира оваа држава на овој начин со вакви
институција. Како да функционираме? Знаете, не ни е, само дебатираме да по кажам. рекламите, морам да повикам важно. реклами, веднаш после рекламите се враќаме веднаш. Останете со нашата програма. Да, повторно сме назад во студиото на За или Против. Ја продолжуваме дискусијата каде што застанавме, значи за нашите проблеми кои што треба да ги решаваме, а не ги решаваме, а сакаме да одиме во Европска унија. Спомна господинот Ангеловски дека имаме бројни проблеми кои што добиваме сугестии да ги решаваме, но ние не ги решаваме, туку форсираме таму каде што тешко има решение. Например, проблемот со уставните измени е еклатантен пример. Сите се фокусирани на тоа да се реши, а ова што ни е реално проблем дома што го имаме, некако е запоставено. Не треба тоа да ни биде оправдување, но факт е дека и во земјите во околина, па дури скоро и во развиените земји, паѓа квалитетот на лидерите. Значи, кај нас не можеме да имаме ние квалитетни институции ако немаме квалитетни партии. Затоа што тој што го победи на избори, тој ја формира владата. Очигледно дека сме имале пред 20-30 години појаки лидери и подобар квалитет и во партиите, сме имали и во владите. Дојде ред, као што кажува еден српски многу познат професор, дошло е време да лоши џаци владају државом. Значи, дојде време лепачите на плакати во партиите да станат министри, без никакво животно искуство, без никакво знаење, без нешто да направиле у живото кој ќе гарантира за нивната способност. И ние од таквите луѓе не може да очекуваме големи реформи. А згоре на тоа, секогаш кога се одлучува во партиите дали да се прават некои по-важни реформи, кои секогаш по правило се болни, секогаш превладува она мислење, немојте ќе ги изгубиме следните избори, не правиме реформи. И ние чекаме така да поминат тие 4 години, да си добро поминат, а после тоа некои други, кои за жал не се многу поразликуваат од тие што биле, продолжуваат со таа политика. Значи, големата партизација на општеството и падот на квалитетот на лидерите кај нас не гарантира дека ние утре ќе правиме такви реформи. Затоа јас сум кажал и на други медиуми дека ни треба една техничка влада, не широка влада од партиите, затоа што гледаме кои се во партиите. Од тие луѓе не може да очекуваме нешто дека ќе променат во оваа држава. Техничка влада со експерти, познати луѓе кои во животот имаат искуство, имаат знаење, постигнале некои резултати и кои ќе бидат, така да кажам, по отпорни на корупција и на мито, затоа што треба да бидат и богати луѓе. Како што е насекаде во развиените Да се држави. вратиме на почетокот во 90-тите, кога почнувавме, кога имав почнав Па верувајте дека тие парламенти и тие влади беа поуспешни од овие. Тие правеа тешки реформи. Овие не се храбри да прават тешки реформи. Зборуваме преска за прогресивен данок. И одма ќе рече овие ќе реагират, оние ќе реагират, овие ќе реагират. Ќе го оставиме за понатака, за други времења. Тешките реформи болат, но тие се неопходни ако сакаме оваа држава да заживее. А инаку, важноста на институција е огромна. Ние имаме масивна, гломазна администрација со лоша мотивираност, затоа што имаат ниски плати, но од друга страна фактички не може да земаат плати само, а да не ги дават услугите за кои што се платени. Јас само изводам некои бројки од Забајле на таа тема. Нешто во 22 година се случува што можеби случајно или не случајно е позитивно за мене. Активно население во Македонија, првиот квартал и вториот квартал. Вториот квартал во Македонија е само 2125 луѓе помалку од првиот квартал. Значи опаѓа бројот на активно население, што е разбирливо, нели паѓа наталитетот, селење на нацијата и те. Вработење во приватни сектор. Вториот квартал во однос на првиот се зголемени за 7400 вработени, а третиот квартал во однос на вториот за 7000 вработени. Од друга страна, вработени во друга собственост, значи мешовите и посебно државна собственост и јавните институции, вториот во однос на првиот паднал за 6000, а третиот во однос на вториот скоро идентично колку што пораснали во приватниот сектор паднале во другиот сектор. Сега, тоа значи дека се случува процес дека опаѓа бројот на вработените и во јавниот сектор заради ниските плати и демотивираноста. Ама прашање е кои ќе останат? Оние способните кои ќе прават реформи или оние што не ги биваат способните ќе излезат за повисоки плати во приватниот сектор, бидејќи веќе очигледно со последната година платите во приватниот сектор растат побрзо него во јавниот. И на крајот, ако го споредиме со невработеноста, ќе се добие она рак рана за нашата економија, а тоа е невработеност со вториот сектор, однос првиот паднала за 2000 луѓе,
2133, а третиот односно вториот за 2000. И сега испаѓа прашањето, ако немаме реално вработување, а паѓа невработено, за што е тоа? Тоа значи толку луѓе заминале надвор од државата. Заминале, ќе треба да најдеме... Сега, тој рак што тлее, ќе излезе низ два органи, а тоа е Фондот за пенсијско и Фондот за здравство. Министерот вчера или некој кажа на една дебатна емисија, 1.300.000.000 се дотациите за Фондот за ПИОМ од буџетот на Република Македонија, а 600 или 700 милиона се во здравството. Значи, ние ќе огромен дел од буџетот даноци што ги собираме наместо да правиме инфраструктура, да развиваме држава, ние ги даваме во потрошувачка, во социјала, да исплаќаме пензии и да исплаќаме плати на здравствениот сектор. Ова не може на долг рок да иде. Како ќе ни се намалува бројот во индустријата, а адекватно мора да се намали бројот и администрација, и не само администрација, да го намалиме парламентот, што ќе ни се 120 луѓе со такви трошоци што прават. Нема да има никаква штета да ги намалим на 50 пратеници. Што ќе ни се толку министерство, па и министри без портфели, вакви, такви, без никакви, што се вика ингеренции на крајот на кришата, министер со министерство. Упола треба и министерство да ги намалим. Ние ако тоа не го правиме, верујте ќе имаме огромен проблем на оваа држава. Економијата ќе ни паѓа, а државата ќе сака да живее исто како што живеат во Германија. Не може да живеат бидејќи ствараме многу малку додатна вредност, новата додатна вредност што ја ствара реалниот сектор ќе паѓа. Од проста причина што ќе паѓа бројот на работниците. Капацитетот за реформи гледаме дека е мал и сега во една ваква состојба сме сведоци на две политики, две стратегии. Едната на власта која што инсистира да се донесат уставните промени да проложат политиките, значи да ги ставиме бугарите во уставот како услов, а втората е на опозицијата која инсистира на предвремени избори како единствено решение заради состојбиве за кои што зборуваме сега вечерва исто во емисијава. Како гледате вие политички прашања? Политичко прашање, меѓутоа две спротивставени политики, едните нека да слушнат за избори, другите инсистираат за избори. Да се надоврзам на ова Ангел што го кажа. Ангел даде и одредена аналитика и имаше неколку коментари за лидерството. Јас ќе се обидам во една реченица да го дефинирам тоа. Со оглед дека и сум престојувал во странство, па сум се враќал во држава и така натаму. Очигледно не си ја сакаме доволно нашава држава. Ова што сега го дискутираме дека не постои доволно лидерство, не правиме доволно реформи, последни сме во многу елементи во Европа и така натаму, ние очигледно она што сега го поседуваме како држава, како ова парче земја во Европа, не знаеме доволно да го цениме. И веројатно ако продолжиме, сите економски, математички, не знам какви анализи покажуваат многу лошо сценарио. Што ќе се случи? Мислам, окей, избори е секогаш опција и не гледам проблем ако не функционираат институциите, нема капацитет парламентот. Слушам вакви коментари. Минатата година, математички да го сведеме, парламентот има одржано 80 и нешто седници. Вика, ајде им даеме плата на пратенициве само за 80 дена? Поучинок да им даваме. Да, поучинок. Нели е коректно тоа? Така? Може, јас сум за. Не знам за вас. Ајде една друга. Дали треба бугарите од она што патувајќи во странство и враќајќи се така натаму, веројатно ни е наметната тематика. Не верувам дека на никој тоа му е нешто особено драго. Дали постојат веројатно премногу опции? Не знам дали постојат премногу опции. Доколку сакаме да го фатиме тој европски воз, кој да дојде, претпоставувам дека ќе му биде тоа наметнато прашање. Знаете што е вистината? И да се изгласа таа уставна промена, знаете дека нема гаранција. Така? Така. Значи, не треба да се гаи илузија, како што гаиме илузија за одредени автопатишта дека ќе бидат на 31 декември. Ова интервју ќе остане, претпоставувам, како снимка. На 31 декември патот Кичево Охрид нема да биде готов. Така. Како што нема да влеземе во 2030. Веројатно. Па не знам колку ние работеле и така натаму, прекраток е временскиот период, премалку се трудиме, премногу енергија губиме на непотребни работи. Едноставно мора да сватиме. Или ќе работиме, или ќе дадеме се од себе. Сите тие институции, знаете, оној комплекс, дали е државна, све е наше.
Училиштата се наши, фондовите се наши, фондот за здравство е наш, клиничкиот центар што не е изграден и овој новиот и оној стариот и пеналите што треба да ги платиме, све е наше. Мораме едноставно да се реформираме самите себе. Која партија? Не знам, не ме интересира која партија. Стварно, навистина, не сум заинтересиран кога некој нема да ми ја даде услугата од која партија. Се исто ми. Исто се ваѓа. Ние многу енергија трошиме на политиканство. И јас верувам дека ова прашање околу уставните измени ова со бугарите е чисто политиканство што го правиме. Премногу трошиме енергија, се слагам со Трајан. Ако него тоа направи ова влада, ќе го направи следната влада. Тоа мора да се направи затоа што на крај краишта долги низа години на овој народ му е кажувано Европската унија влезот ќе ни ги одигне стандардо и ќе бидеме европјани. За жал не е така и да нема никои проблеми од бугарите, ние не може од утре да станеме европјани. Видите ги нашите институции, видите нашата инфраструктура, каде сме, на кој ниво. Ние не може да бидеме европјани. На крајот на краишта бугарите се долго време во Европа, зошто не добија Шенген визи? Зошто се уште ги ограничуваат? Не се швегени. Не се швегени. Ама се согласувате дури за да влезат они во Европска монетарна унија ќе треба уште 50 години вака како што се сега. Џаби е што се во Европска унија и Европа знае дека незаслужено влегле таму. И ние не треба незаслужено да влеземе затоа што знаете може да има уште поголеми проблеми. Да процесот на иселување на младите уште поголем стане и побрз. После тоа што ќе може слободно да се оди, иако и сега се оди заради потребата на Европа од работници, но ние место да добиеме уште повеќе ги изгубиме. Може едно елементарно прашање, од Свети Николе возевте до Скопје? Да. Како поминавте на патарината, со плаќање или со так? Јас поминав со так, но Не. На рафинерија немате так. Сте заборавили? Не се плаќа со картичка, Да, значи так е она Успеј да не картичка. застанете. Да, тоа го има само на Значи едната нас не ни патарија. треба да сме во Европска унија да так ставиме. Пазите, има так на Куманово, има так на Велес, има так на Градско, на Гевгелија, а нема на рафинерија, нема вама овие 2-3 колку се до Охрид и така. Прво се непотребни инвестиции да се прават патерини во 21 век, која може да се плати тоа и со регистрација и електронски, и може со мобилниот телефон да плаќа, сега таква електроника имаме. Ние имаме вработени луѓе тамо, инвестиравме, правевме не знам колку милиони да ги направиме патарините. Мислам дека е тоа глупост. За мене лично вака малку еден податок зборува поразително. Кога гледам пред некој ден вчера во Србија, Европска унија гранти доделува 600 милиони евра за пругата од Белград до Ниш да ја направат. Значи тоа е некој проект 2 милиарди, грантот ќе биде само 600 милиони евра. Не си они во Европска унија, добро, они за разлика од нас преговараат реално, но имаат исто проблем со Косово. Скоро застанати преговорите, ако не скоро се застанати, да, и реално проблем имаат и они со Косово, ајде, тоа е поинаков проблем од нашиот, но е дека нив пари се влеваат и нешто се работи. Знаете, тоа е резултат. Само викаат дека има за некои проекти пари, но проектите не ги гледаме. Тоа е резултат на политиката на Европа, морковот и стапот. Значи од една страна ти давам морков, ти давам дотација, а од друга страна мора да го признаете Косово, не може да биде тоа вечно да бидете проблем. Изгледа дека знаат повеќе да се пазарат од нас. Зошто да немаме пат до Косово ние? Така пуно работи кои на нас не одговараат, ги прифаќаме, ама не знаеме за тоа да добиеме барем грантови, помош од Европа, да ја направиме инфраструктурата. Секој прашање не е толку политичко. Ако говориме за пругата Белград-Ниш, може да Европа видела интерес да таа биде направена, па потоа од Ниш кон бугарската граница да биде продолжена, па еден затоа што ние нашта не може колку години ја градиме, 20 години може да добие алтернативен крак, да не заобиколи. Мислам дека економските интереси се секогаш пред се и така натаму. Мора да се фокусираме. Не може автопатот кон Косово, 2 километри да се подсетиме, се уште не се завршени. Да. Првичните 2 километри не се завршени, остануваат уште нови 10 кои не се ни пипнати. Автопатот кон Охрид не е завршен. Вамо кон бугарската граница се градат некои експресни патишта, по мене несватливо е зошто се градат, знаете, на експресен пат е до 100 километри, а не смеете да наплаќате патарина, автопат е 120, меѓутоа смеете да наплаќате. Не гледам логика зошто, нели, се прават студии, меѓутоа сепак треба да се внимава стратешки на сите тие работи, да се изгради инфраструктурата. Ваков еден податок. Минатата година, само од сметка на сметка, од државниот буџет на ЕСМ му се префрлени 250 милиони. 250 милиони. Значи, минатата година ние изгоревме еден автопат. Така. Да бевме малку повнимателни,
да на време инвестиравме во обновливи извори. Количината на електрична енергија, јас гледам во мојата компанија, од кога настанала енергетската криза, на вистина количината на потрошена електрична енергија е драстично намалена. Меѓу првите компании кои инвестирала во обновливи извори, ова што кажа колега. Значи, мораме да размислуваме. Секој домакинство мора да размислува. Да, ама и државата треба така да сметките размислува. и за домакинствата. Како не? 130 евра со сите давачки и така натаму, околу 120-130 евра е цената за домакинствата. Што не е така ефтино. 1 мегават од обновливи извори чини 40 евра, ние го плаќаме за домакинствата 130. Се покриваат другите трошци на електростопанство. Очигледно, таму има сигурен сум и превработеност и навреме ненаправени ремонти и испади секој ден и така натаму, партизација на вработените. Едни дојдат, па други дојдат, нивни луѓе се примат. Видите што се случи во општините, се сменија градоначалници преку ноќ, вработија луѓе од нивната партија. Таа работа, затоа кажав преска, не гледам шанса дека нашите партии ќе речат доста беше. Веќе нема партизација. Ќе примаме во јавниот сектор според знаењето, способностите, мерит систем, а не според тоа дали лепел плакати за ВМРО или за СДС. Тоа мора еднаш да се сопре. А очигледно, ја не гледам лидер во Македонија или лидери кои ќе седнат и ќе речат за оваа работа имаме консензус. Кој да победи на следните избори, оваа реформа мора да ја направи. Нема нема промена од министер, заменик министер на максимум државен секретар. Не може до чистачките да ги менуваме секои 4 години. Значи ние претеравме со таа партизација и сега тоа ни се враќа. Во однос на инвестиција во инфраструктура, знаете, капиталот си има своја цена. Ние плаќаме веќе камата еден автопат годишно. Работата е што? Зашто ја плаќаме таа камата? Дали ја плаќаме за социјални трансфери, сакаме сите поголема плата, а помалку работа, или ја плаќаме затоа што сме инвестирали некаде што ќе ни врати? Инфраструктурата е различна, не е само автопатова инфраструктура, имаме и ова енергетска инфраструктура, збориме немаме доволно јаки далеководи да ја пренесеме електрична енергија што ќе произведеме. Гасоводната инфраструктура, недалеко сме од гасификација на Македонија. Хидроелектрани. Значи се тоа е еден вид инфраструктура. Тие инвестиции побрзо и сами ќе се ги вратат и ќе ги плаќаат каматите. А ние инвестираме, али ако ги потрошиме ние во разни социјални трансфери, тие никогаш нема да ги враќаат. Ниту каматата може да ја платат, ниту парите да се вратат. Сами кажавте преска податоци за се намалувале бројките на вработени, констатирате дека има иселување, факт е дека има иселување, факт е дека нема работници. Уште при крај сме на емисијата да искоментираме околу проектот за да го кажам увоз на работна сила кој што стартува со Отворен Балкан. Од тука, нели, најпрви се отворивме и сега може, например, условно кажам, некој од Србија да дојде без проблем да работи во Македонија. Ние го поздравуваме тоа и сметаме дека е одличен чекор кон една мобилност на работната сила, да вие без посебни ограничувања можете да основате фирма, да се вработите во Албанија, во Србија, во Македонија и така натаму. Како ние ќе ги привлечеме со вакви институционални слабости? Реално економските параметри не се на наша страна. Со вакви плати не можеме ние да очекуваме дека ќе привлечеме некој кај нас. Поочигледно е дека можда од кај нас ќе се одлеат работници во соседна Србија, каде што платите се веќе на повисоко ниво. Хрватска ќе се одлеат, да. И еве за Отворен Балкан ние учествуваме во тие работни групи. За жал, кога одиме во Белград на тие состаноци, многу често сретнуваме наши поранешни министри, наши поранешни функционери, луѓе од бизнисот кои едноставно се преселиле во соседен Белград, соседна Србија и Белград, каде што таму ја гледаат нивната иднина, подобро заработуваат, подобро живеат и тоа е екзактен факт. Ова што Ангел го кажува, ние нешто мора да смениме. Доколку не смениме, навистина е тоа црно сценарио, дефинитивно безизлезна ситуација. Ние мора да смениме, ние мора да се однесуваме поодговорно, мора економијата да ја направиме повеќе интернационална, нашите компании мора повеќе да излегуваат надвор, повеќе наши производи. Ние имаме проблем генерално, еве да организираме некој саем, прашање колку производи од Македонија ќе изнесете надвор. Океј, виното е познат, неколку инцидентни фирми од одредени области, така натаму, кругот е многу стеснет.
Ние имаме проблем да сакаме негде да излагаме на некој странски сајм, немаме производ да изнесеме надвор. Не треба поголема продуктивност. Немаме наш производ затоа Немаме што наш работиме сила. за туги производи. Значи ние работиме за туги брендови, не само во текстил, работиме дури и во земјоделие, работиме во IT индустријата. Ви фалат вас работници конкретно? Сте вие да еве да речеме во вашата. Како не само во целата преработувачка индустрија фалат работници. Фалат во Сте за решение да хотелиерството. увезуваме вака. Видите, мора еднаш да погледаме на вистината во очи. Значи, ниту германците ги сакаат арапите и не знам кои ќе дојдат тамо, сириците, а мора да ги примат, зако сакаат да има кој да и работи на аеродром, кој да и работи во железница, кој да чисти улици. Ама со нашиот шо Ако време не се ќе имаме нема. голема невработеност, 14%. дали е реално? Не, нашата Дали е невработеност И тоа е дали не е е реално? вистинска невработеност. Значи голем дел од тие работат на црно, значи она сива Нефункционалност на економија. институциите, таа цифра веројатно Второ, не е реална. многу од нив завршиле некои фиктивни факултети со купени дипломи и чекаат да се вработат или во јавна администрација или за она што има тој диплома, а знаењето, нивото на знаење е многу ниско и не сакаат да работат било што и не прифаќаат преквалификации и обуки, бидејќи ево сега ќе треба да се изгласа и оперативниот план за вработување, таму има многу мерки, ама знаете дека нема луѓе кои ги прифаќаат тие мерки. Значи и со субвенции да се вработи, треба да се преквалификуваат. Тие не прифаќаат од јавната преквалификација. администрација да се трансферираат луѓе таму. Па овие бројки сега што ги прочитав последните кажува дека тие веќе се трансформираат, ама не со сила, туку на база на цената. Веќе една работничка кај нас да речеме, една чистачка во мода, зима повисока плата него работник медицинска сестра во првата помош. Знаете? Така ќе се празни администрација, а не со партиски наредби. Не може со Пак партиски. доаѓаме до тоа дека институциите немаат капацитет, не си ја работат и за делот, ако кажувате дека поголем дел од невработеноста не е реален, бидејќи тие се во сивата економија. Претходно зборувавме за сивата економија во делот на одоночувањето, значи ако државните институции, државните органи и политиката која што раководи со тие државни органи биде посериозна и поодговорна и ги впрегне малку да работат повеќе и да бидат Тука се сериозни, неопходни тогаш би имале промени во подобри образование. Значи образованието е основа за да се тој јас помеѓу понуда и побројачка работна сила се Ама не треба среди. инспектор да го образуваме ние да оди да контролира дали некој работи на црно или не плаќа данок. Тоа е веќе Тоа е многу долгорочно, поголема ако работа. влеземе во Ангел што вика образование, има таму еден куп структурни мерки. Меѓутоа генерално на краток рок дефинитивно нефункционалноста го дава својот резултат. Вие многу често нема компанија која може да се пофали дека на вистина може да ги најде потребните кадри во доволен број. И знаете што е многу чудно? Секогаш ние дискутираме за повисоки плати. Меѓутоа, ретко кога доаѓаме до односот колку ќе е висината на платата, колку ќе е ефикасноста. Па затоа сите сакаат во јавен сектор, таму не се мери ефикасност. Ние сонуваме за Европска Унија, меѓутоа знаете како сонуваме ние за Европска Унија? Многу погрешно. Ние сонуваме за Европска Унија со нашиве сегашни цени, а да ви земале 5000 евра европска плата. Тоа не е реално. Тоа нема да се случи. Затоа што доколку ние се приближуваме кон Европската Унија, на исти начин ќе се коригираат и цените на услугите, цените на производите и така натаму, и ние ќе добиеме европски производ. Така да Ако не примат у Европска Унија, дај Боже побрзо, тоа може ќе видиме сведоци како се тепаат не да работат во наша администрација, него во европската администрација кој ќе оди. Па еве да влеговме биде представник таму да работи. Тешко некој ќе влезе во европска Па не администрација. збориме од политикава но таму знаете, да тие што отидат отидат представници. овде, Мислам дека имаме право во овој момент, ако не се лажам, и во НАТО администрацијата одредени кадри да се вработат. Јас до сега немам слушнато дека некој наш македонец е вработен директно. Не знам, еве, вие новинарите направете Па истражување. беве, јас не можам да може би кажам дека немаме сум. такви стручни кадри кои треба на НАТО. Инаку во штета што Македонија не прави такви емисии, мислам дека на Балкан имаш такви емисии. Ние на телевизија не пробала да направи еден документари за како живеат тие наши луѓе од овде што оди да работат таму. Дел од нив живеат во еден стан со заеднички ковеце, тројца или четворица во соба, бетер од интернат или од војска. Имаат плюскавици на раците од цел ден што работат и на крајот заклучуваат вака: јас за толку многу работи во Македонија ќе заработам слично. Ама избегале од мака, зашто тука веројатно Избегале од мака, можеби не само економски, не само можеби... заради тоа што чекале да се работа со диплома, таму не ја ни прикажуваат дипломата, туку работат тамалски работи, рачни работи, возачин максимум и така натаму.
избегали и од партизација, од невладење на правото, нееднакво спрема сите граѓани. Значи тие работи исто ги нервираат луѓето ги нервираат и најобични работи, ако треба се стимнеш од гаража да извадите колата, а некој ве затворил пред вас и мора да го барате по кафичите каде е и не знаете како е завршено, можеби со тепачка и ножот ќе ви стави во. И тогаш викате зошто во оваа држава да живеам. Значи причините младите што заминуваат надвор се многу поголеми него само платата. Платата ќе си дојде овде, ама ќе си дојдат и цените. Тогаш нема да биде ниту за најчијата цената сега што ја има, ниту кафето што го пиеме кафички биде иста цена која што е во Германија. Ама ќе се согласите пред се да дојде тоа, ќе дојде некој од Брисел со некој листи, ќе отвори, ќе види ова сте сработили во корупција, ова во владење право, ова во криминал. И ако нема задоволително, ништо нема да добиеме. Па нема напред да одиме. Дека и Бугарија колку проблеми има. Европа веќе има доволно искуство од држави дека што е Бугарија, Романија и знае и кај нас нема да ги прави исте грешки што ги направи таму. Се додека ние не ги решиме домашните задачи од претходните преговори, нема да идеме напред. Никој нема да ја пушти за потоа да правиме проблеми во Европа. Мора ние да се европеизираме тука во Македонија. Видете, ќе ви кажам од лично искуство со тие странски дипломати, кога ќе седнете и да ја представувате македонската економска реалност. Што викаат нашите комшии од север, србите, да добиете комплекс на нижа вредност. Кога ќе објаснувате колку негативни работи, како не функционира и така натаму. И сега ми се случи на еден таков состанок да се извинам во моје лично име, затоа што навистина не се должни тие дипломати да ги слушаат сите тие неадекватни примери кои ние ги објаснуваме, а да се дојдени од така културни земји. И многу не ги интересира реално. Добро, за нашите проблеми. Тоа му е во описот на работните задачи да ја Формално. слушнат економската клима. Навистина многу малку се трудиме. Навистина не даваме воопшто позитивен допринос. Секој од нас треба на одреден начин да го промени односот, да се промениме ние самите и да ја менуваме околината околу нас. Никој нема да дојде од Брисел да ни ги чисти улиците, да ни ги поправа улиците или не знам што да ни направи. Или болници да ни прави. Самите мораме да заработиме, самите мораме да инвестираме. Луѓето, да, ќе ни дадат одредени насоки. Еве, има и примери во Европската Унија каде што се примени внатре, па се уште функционираат балкански. Има слични минимални плати на нашата. Да. Еве Бугарија. Добро, но тоа не треба да не демотивира да бидеме така реформски настроени, да се ги завршиме нашите задачи. Но најважно е консензус за сите важни фактори во оваа држава. Најпрво за големите политички партии, додека тие не изградат консензус заеднички за битните прашања на оваа држава, кога нема за секое прашање да го политизираат и само да е целта да добијат гласови, дотогаш нема да не биде. Ние мораме пред се да размислуваме на државата, на иднината на нашите деца и внуци, а после на некои партиски интереси. Начнавте вие како едно решение, можеби експертска влада, зборувавме за тешко изводливо, најде да видиме, зборувавме, начнавме за многу теми, отворивме многу прашања, веројатно ќе допрат до носителите и креаторите на политиките. Проблемот за експертска влада може да немаме експерти, избега. Уште експертите кои избегаат тешко не се во партиите, се надвор. Ви благодарам што бевте гости во За или против, си направивме убав муабет, се надеваме дека ви беше интересно и вам, почитувани гледачи. Ви благодарам и на двајцата за присуството во За или против, и благодарам на вниманието и вам, почитувани гледачи. Останете со програмите на ОФ.